jutro slušam najmil moj, angelsko lice il nemiren zrak, prekrasen den, ena povidok pak. Mirisaš na prolet, mirisaš na dožvo prolet, na mene vreli usni vrežuva trak. Mislota tvoja, skoro tvoj duša mi gre. Ti si ta, što me budi sekoj den. I dopiro tvoj, liko tvoj duša mi gre. Sekoj den, sekoj den. Bistar pogled koji oči mi mije, do mene legnuva lebedok bel. Utrinsko sonce ta koža ja pije, na moj to srce nežno zemaš ti del. Mislota tvoja, zboro tvoj duša mi gre. Ti si ta, što me budi sekoj den. I dopiro tvoj, liko tvoj duša mi gre. Sekoj den, sekoj den. Mislota tvoja, zboro tvoj duša mi gre. Ti si ta, što me budi sekoj den. I dopiro tvoj, liko tvoj duša mi gre. Sekoj den, sekoj den. I mirisaš na prolet, mirisaš na dožvo prolet, na mene vreli usni vrežuva trak. Mislota tvoja, zboro tvoj duša mi gre. Ti si ta, što me budi sekoj den. I dopiro tvoj, liko tvoj duša mi gre. Sekoj den, sekoj den. Mislota tvoja, zboro tvoj duša mi gre. Ti si ta, što me budi sekoj den. I dopiro tvoj, sekoj den, sekoj den. Bravo, Ivan. Ve molim za malko tišine. Muzičar sam su dolgo iskustvo. Me interesira što se sluči. Не беше до мене. Иван, до што беше? Помислам дека го сгрешив таа акорд. Таци, молим те, Злато, може некој Харе, дали може Харе да дојде да ни каже што се случи? Еве јас ќе. Не, слободно. Јас грешив. Океј, ова, браво, Харе, I love you. Верували или не, јас грешив. Харе, Не е до него. Харе, значи, Грешки сме, луѓе правиме, Не. така да немаме проблем. дали знаеш, Иван, што значи кога еден музичар, ве молам, дали знаеш, Иван, еден музичар, како што е Харе, да признае пред цел
имам погрешено милион пати. И дека публиката тоа го простува кога знае дека е од некакви технички причини. Јас ке речам, овој бенд има за задача да научи секоја недела да ве прати по десетици, 15 песни. Тоа е просто неверојатно во однос на тоа што го постигнуваат. Верувам, ова не им е единствен ангажман. Но знам и знаев дека се случи еден парадоксален момент, бидејќи ниту ти не си не музикален, ниту ти не знаеш да пееш, а и они се музичари со едно врвно, длабоко искуство. Затоа прашав, што се случи? Ма ке паса? Вториот рефрен го утнавме, на третиот влеговме на крај. Ве молам еден рефрен, последен може за мене? Може. Фала. Момци, онака, ко души, извини. Последните три. Од режија, кажуваме, не може. Не е по правило. А, не е по правило, добро. Окей. За режија може у. Окей. Иван, тогаш вака ќе кажам. Режија, ако не е поправила, тогаш е поправила или не поправила, инсистирам песната да се исече до моментот кога оди таа модулација или тој рефрен кога настанува тој куршлус, бидејќи тоа е технички по мене исто неоправдано. И во тој момент губи само кандидатот. Иван, ама Господ секој пат прави некои нешта кои што ние не знаеме зошто се, а ти ќе научиш и сите ние ќе научиме од ова по нешто. Токму затоа, и ова искушение ти е пратено, мил мој, не без причина. Земи го тоа така. Јас верувам дека македонската публика ќе знае тоа да го препознае, бидејќи досега ни нудеше само убави моменти и овој момент за мене е убав. Без обзир на грешката, јас ќе ти кажам дека си многу вистински, толку од мене. Иван, брате, се беше добро до тој момент додека не почна нешто да ни ги чепка ушите на погрешен начин и да бидеме искрени и кон себе, и кон тебе, и кон публиката. Мене како жири воопшто не ме интересира кој е направил грешката, грешка имаше. Јас сум свирил со Харе 15 години и знам дека човекот не греши. Но, сите вие овде имате среќа што свирите со овој бенд кој успеа за неполни 10 секунди да го смени тоналитетот и да те пронајде тебе изгубен во големата прашума вечерва. Вечерва, Иван, ти не заслужуваш аплауз, тоа го заслужува бендот. Па вака, Иван, можеш да пееш и балади комотно во животот и да се ослободиш од тебе. Ќе побарам во еден дел кога излета Иван во песната, тоа е некаде кон крајот кога го пушти Иван да излезе од тебе. Вака, опасно е кога ќе сгреши доктор, пилот, кога ќе сгреши, тоа е многу опасно. Кога ќе сгреши Харе, Иван, Тони, Игор и Калиопи, тоа е ништо. Значи не е опасно по ничи живот. Она што ти го направи вечерва, да се снајдеш и да го бркаш, значи бендот заедно, изгледавте као да свирите години наназад заедно. Уште многу од вас ќе бараат ваков бенд да имаат во своите кариери, дали ќе го најдете, тоа ќе видиме. Ти си, Иване, звер. Значи ти навистина Јас гарантирам дека многу од искусни пејачи ќе се свртеа кон бендот, ќе го заборавеа микрофонот, многу бендови ќе се изгубеа, ќе престанеа да свират. Вие едноставно се разбравте без зборови, а тоа е нешто што ретко кој го има на сцената. Јас сепак не им се лутам, се случуваат такви грешки
Нема лутење, а и ние не ти се лутиме тебе, не верувам дека некој во публиката ќе ти се налути. Кога ќе почувствуваш дека позади тебе нешто друго се случува, тогаш направи нешто да замолчиш, но не во молк, тоа секој да го примети, туку да го исценираш целиот тој момент, да отидеш до нив и со очи да се разберете од каде ќе продолжиш понатаму. Тоа да ти биде совест за понатаму. Океј? Благодарам многу. Чао.